Ние не знаеме каде одиме додека вие не знаете што правите. А неголемиот проблем е што никој не прашува зошто е ова вака. Ајде здраво живо македонци и македонки во и надвор од Македонија во диаспората. Не сакам да го отвориме неголемото прашање. Наместо колизија и соработка како македонци, ние и понатаму шириме недоверба, навреда, омаловажување и така натака. И како второ, време е да го поставиме неголемото прашање каде ние грешиме. А грешиме. Ви има многу пријатели следбеници на ова, кои живеете и работите надвор од Македонија во диаспората. Многу од вас и лично сум ги запознат. Имам и брајча по вера под заклетва кои работат и живеат во странство. Со некои од вас скоро секојдневно се слушам и разговарам. И искрено се гордеам со сите вас. Денес, со ова видео, јавно и транспарентно ќе се обидам да ги отвориме картите. Може би на моменти ќе ве навредам, на моменти оправдам, но сето тоа ќе биде подкрепено со факти и аргументи. Ако и покрај сето реченото мислите дека грешам, барам однапред прошка за реченото. За да изградиме македонска кауза, ите како имате удел во таа градба и вие, брајче и сестри мои во диаспората. За да ги решиме сите горчливи прашања, мораме и јавно да ги отвориме. Па да започнеме прво со вас. Што вие правите, брајче и сестри мои македонци? Прво, неколку збора за сплотувањето. Јас лично се прашувам кој е полуд, ние во Македонија или вие во диаспората. Заборавате ли дека во секој од нас живее чудно слепило? Се гледаме, освен самите себе. Сте се погледнали ли вие колку само афери има кај вас? Знаете на што мислам? Не се разликувате ништо од нас, кои што живееме во Македонија. Зависта, суетата, сељакот и лажниот патриотизам, за кој што говорев, го има и кај вас. И вие сте партиски поделени и раскарани. И вас секојдневно ве тресат афери од било која сфера. Било да се финансиски, во црквата и свештениците. Од друга страна пак имате повеќе здруженија и клубови од нас тука во Македонија, земено на процент на жители и така натака. Е сега, такви растурени, вие се обидувате да не сплотите нас во Македонија. Не, нема да можете. Ова е наше проклетство. Каде и да сме, каде и да живееме, очите да си ги вадиме. Бидете искрени. Јас не ве осудувам, не ве обвинувам, само зборувам со факти на она што го гледам и слушам што се случува кај вас. Второ, обвинувањето. Ме чуди, зошто ме прашувате кога не ми верувате? А јас пак се трудам и воедно гледам да ви ја доловам горе-долу вистинската слика. Нормално е дека јас колку и да сакам не можам и немам одговор на сите ваши прашања. Но имам трпение да слушнам колкави само лудости, ќе слушнам во вашите прашања. Не обвинувате цело време дека не работиме или се бориме по вашите очекувања. Некои од вас дури си земаат за право да ме советува дека единствен спас за Македонија е крвава револуција. Крв да падне. И овој милион што остана да си спотепа. Океј, може би сте во право, тоа што го зборувате. Може би сме слаби и неорганизирани. Еве јас јавно ќе ве замолам вас, што го пропагирате тоа цело време, да дојдете и лично да ни покажете каде тоа ние грешиме. И со ваш личен пример да ми покажете. Ви ветувам дека тоа ќе го направам, но вие само треба да застанете десно од мене. Дај ве молам. Лесно е да го обвиниш некого од далеко. Лесно е да ми делиш совети на Фејсбук да ми продаваш патриотизм. Но ти, брато, дојди тука и ќе ме разбереш. Знаете дека јас секогаш зборувам за себе. Еве и денес. Ќе земам лично пример за мене како факт за реченото. Ме немаше само 2 месеци. Ме прашавте зошто ме нема? Не. Ама затоа ме обвинивте. Сум се продал. Ме зачутеле. Сум се уплашен. Па еве сум. Јас зборувам и кога сите ваши така наречени патриоти и лидери молчат.
и го продаваат газот. 2 месеци се расправам по судови и станици, каде што се водат или ќе започнат кривични постапки. Но јас не се појавив на социјалните мрежи и не плачев. Немавтав со писма каде сум гонет кривично и осуден. И покрај сето тоа патешествие ни судските лавиринти во Македонија, не обвиним ниту еден од вас, во ниеден момент, ниту било кој. Ги сносив последиците молчешко. Толку. И пак ве почитувам како и мои браќа и сестри. Трето, парите. Кај вас, мене лично ме нервира суетноста и горделивоста. Па зарем заборавивте од каде потекнувате? Зарем ја заборавивте колепката и мирисот на огништето кога бевте мали? Ме иритира тоа што мислите дека со пари можете се да направите. Епа, не можете. Еве факт за реченото. Вие имате пари, тоа не го спорам. Пи ние овде не гладуваме. Точно е и тоа, дека вие донирате финансиски средства на некој поединец, организација или партија во Македонија. Но проблемот е што цело време го правите тоа на погрешна адреса и на погрешни луѓе. Ме заинтригира тоа што се уште или не се освестивте. Не приметивте дека некој кој има пари како вас, но е многу помудар од вас, дал на вистинското место и на вистинскиот човек, а тој човек ја растури Македонија. Затоа Македонија е денес таму каде што е. Никаде. Затоа и го правамо. Да изградам македонска кауза. Да не се случат во еднина вакви разорни и контрапродуктивни игри за македонскиот народ и Македонија. Јасно ли ви е дека вие цело време храните лажни патриоти? Што добивте за узврат? Ништо. Прекинете да ги храните и ќе го видите нивниот лажен патриотизам за кратко. Ќе се откажат и од вас и од нивната лажна борба. Точно е дека парите понекогаш ги решаваат проблемите, но кај нас најчесто ги создаваат. Брајча мој, најмногу гревови има тамо каде што има многу пари. Може, уште примери да набројувам, но тука ќе запрам. Вие сами ќе продолжите. Целта не би беше да ве обвинам, туку да ве натерам да размислите. Што вие правите? А сте се запрашале ли што ние правиме македонците во Македонија? Ве злоупотребуваме, искористуваме и ве крадеме. А иронијата да биде поголема. Истите ние покасно и ве навредуваме како иселеници или дојденци и така натака. Многу сме безобразни, нели? Неизрастнати, суетни, за жалење сме, за плачење. Се е за пусти пари, а таа алчност за пари е корен на сите зла. Јас зборувам и ја преземам целата вина, затоа што тие што вие ги храневте, додека ние протестиравме на улица и се боревме на начин на кој што ние го познававме и мислевме дека така треба, со ваша помош, христијанско братство го искористија, а мене лично ме уништија. Од мене им е опростено. Но приметивте ли, тие не се повеќе со мене. Немој да мислите дека во Македонија сите се расипани. Факт за реченото. Дали јас ви имам побарано пари за христијанско братство? Ако го кркавме најдебелиот стап. Ако не се спремни без пари да ја бранат Македонија како наша татковина, тогаш не ја ни заслужува. Има Македонија здраво патриотско национално ткиво. Но не може да се пробие од овие кои вие дебело секој месец ги плаќате да лаат за вас, а против нас. Не постои ништо порасипан од човек што чија лојалност можете да ја купите со пари. Од друга страна, за информираноста. Вие като дневно разговарате со многу ваши пријатели во Македонија. И мислите дека сте информирани за вистинската ситуација во Македонија? Не. Вие сте за жал напротив дезинформирани. Ние ви сервираме. Да, јас или било кој од Македонија. Но ајде да бидеме барем во еден миг реални и искрени спрема себе. Не можете да знаете се што се случува тука, во Македонија. Сакам, впрочем и тоа е мојата цел, сакам да научите, да гледате и слушате самите,
Немој да дозволите да ве манипулираат паролюбци и неверници. Сакам да ми помогнете да ја изграда македонската кауза со вашите совети и поддршка. Сакам да ми верувате. Многу ли барам? Еве еден мој совет. Како да се заштитите во иднина од лажговците и политичките профитери и како да ги препознаете. За да не ве трујат со глупости. Штом некој почне да плука и да ги обвинува сите, ја пцуе Македонија и сите му се криви и неспособни, тој ве лаже. Тој не е патриот. Тој или таа ви сервира оно што вие сакате да го слушнете. Го плаќате за да ве лаже. Сите не чинат, а тој е добар. А тој или таа никаде го нема. Не ви е ли тоа сумливо? Да, вие им давате пари за да ве манипулираат вас, а додека во исто време да не понижуваат и омалажуваат нас. Тоа мора да престане. Ја разбирам потполно вашата загриженост за ова парче земја и сочувствувам со вас. Па зарем може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Ова парче земја ние не го наследивме од нашите родители. Туку го позајмивме од нашите поколенија. А што ние ќе оставиме и дали ќе имаме кому било што и да оставиме како што сме тргнале? Македонската кауза не се гради со омаловажување, провоцирање и навредување помеѓу нас. Се гради со мудрост, доверба, трпение, со послушност и верба. Ние сме едно исто ткиво, со исти пат и заедничка цел. Ако ние тука, во Македонија сме телото, вие во диаспората сте нашите раце и нозе. Самите сте сведоци. Од денот од кога го извадив христијанско обратство на улица, со една цел, Македонија и православието, во ниеден говор ве немам омаловажено или навредено, ниту пак сум помислил нешто слично за вас. И самите сте свесни дека немаше ниедно обрајчење каде не бевте спомнати во позитивна конотација. Јас сочувствувам со вас и вашиот живот во далечина и во туѓи земји. Просто ве ценам и почитувам. Брајче и сестри мои, ако сакате некоја земја да пропадне, помолете се во неа да има многу лидери. Сега ќе зборувам кратко за иднината и после тоа јавно ќе ве замолам нешто. Пред нас за неколку месеци ќе се појави нов предизвик, каде ние треба да одлучиме што и како понатаму со нашата татковина Македонија. А за да успееме да победиме во тој предизвик, ќе ве замолам нешто како никогаш до сега. Не собирајте и не испраќајте финансиски средства на било кој поединец или организација или партија, ве молам. Вашите финансиски средства не прават алчни, осветољубиви во најмала рака не оддалечуваат од самите нас, од нашата идеологија и од нашата цел. Наместо да се сплотуваме, ние се крадеме и омаловажуваме помеѓу себе. Ве молам, ако вие не испратите финансиски средства, тие, таквите, ќе се повлечат и ќе не остават нас, вистинските родолюби патриоти, да ја водиме и да победиме во оваа борба. Тргнете ми ги од врат тие паролюбци и неверници во оваа борба, затоа што тие ако немаат финансиски средства не се борат. Тоа не се патриоти, тоа се платеници, тоа се лигави луѓе, тоа се ласкавци, тие се дното во Македонија. Факт за реченото. Ако вие можете да ги платите тие нелуѓе, например со 100 евра, имајте на ум дека истите тие ќе ви го свртат грбот кога некој друг ќе ги плати 1000 евра, затоа што се на продажба. Заклучок на крајот. Ако некој не сака или не може да се бори, а претходно не биде платен за неговата борба за својата татковина, тогаш тој не е борец, тој е профитер. Тој не е македонец, а најмалку патриот. Ве молам, не собирајте и не испраќајте финансиски средства. Точно е дека вие сте илјадници километри далеку од нас, но имајте на ум дека вие сте и милиони километри близко до мене. Јас лично така ве чувствувам. А знаете ли зошто? Затоа што сите вие македонци, каде и да сте, се наоѓате, сте во моето срце. Јас имам сон и визија, а воен и план за иднината. Но барам од вас само да имате верба во мене и во христијанско обратство. Затоа што сега можам да го направам тоа, за кој што вие, ако не ми верувате, подоцна ќе се каете.
И пред самиот крај ќе ви одговорам на најчесто поставуваното прашање за додавката на името. Запомнете, ништо не е изгубено и загубено што е свето. А Македонија е света библиска и историска земја. Ова е свето парче. И запомнете, губат само тие што се откажуваат. Јас лично и христијанско братство нема да се откажеме од таа борба за името, да живее Република Македонија и македонскиот народ во и надворот Македонија.